Пристигна новото санитетско возило во Струмичката болница. Експресно за само 2 дена, по реакциите во јавноста откако директорот на својот Facebook профил побара донации од граѓаните за набавка на возилото, а власта излезе со став дека нема потреба од донации, а возило ќе биде набавено во најбрз рок. Директорот Наке Гогов биле дека сега имаат зголемени капацитети за транспорт на болните, откако Струмица стана жариште со коронавирусот. Добивме едно возило, старо возило, од Агенцијата за спасување, кое ќе ни послужи, барем сега во овој период, да можеме да барем малку да ја облажиме кризата со возила, да ги транспортираме пациенти кои што се тешки на инфективно оделение, да ги транспортираме. Превозот на болните и големиот број заболени од COVID-19 не се единствениот горлив проблем што го решаваат во Општа болница Струмица. 12 заразени медицински лица од речиси сите оделенија го доведуваат во прашање нормалното работење на болницата и на временото давање на здравствени услуги. Дека ние имаме проблем со персоналот, како со доктори, така и со медицински сестри и друг технички персонал. Моментално имаме 12 персонал, 12 луѓе кои што се во изолација заради ковид позитивни, така како доктори, така и медицински сестри. Од владата најавуваат дека до декември во Општа болница Струмица ќе пристигне уште едно санитетско возило. До сега болницата имаше 2 кои максимално ги употребуваа за транспорт на болни од ковид до болниците во Скопје, со што болницата ја оневозможува да ја даде квалитетната здравствена услуга на другите пациенти. Струмица со 560 активни случаи на вирусот котира високо на табилата и е трет град со најголем број активни случаи.